Добар ден. Престижните возила стануваат се побрзи, располагаат со повеќе сила, а сето тоа е апсурд поради строгите еколошки норми кои се наметнуваат на производителите. Затоа, како Порше, например, во новата Панамера се вградува плагин хибриден систем во кого полага многу надеж. Ништо покуси не остануваат масовните производители кои ја прифаќаат оваа филозофија, но и ја буткаат целосната електрификација. Така Citroen во новиот C4 не само што се врати на хеджбек каросеријата, туку воведе електрична верзија на основа на модуларната платформа на PSA која веќе е употребена од Peugeot и Opel. Од другата страна на Атлантикот ни доаѓа комбето Honda Odyssey, чие име кажува дека е скроена за патување и голтање на километри. На домашна сцена имаме нов увозник на популарните АТВ возила од марката Stealth. За сладокусците на теренските возила го тестиравме Land Rover Defender. Добре дојдовте во новото издание на Автомагазин. Новоформираната Linxan Ventures е мала, но амбициозна компанија чија мисија е да ги популаризира рекреативните возила. Земајки ги во предвид високите потенцијали што ги има Македонија за искористливост на возилата за сите терени од една и куповната моќ на пазарот од друга страна, изборот падна на програмата на Stealth, руски производител кој во голема мерка ги користи ресурсите од етаблираните светски производители на мотори и менувачи, а ја имплементира прочуената робусност и издржливост на руските возила. Така е створен моделот Гепард, кој ниту во дизајнот, ниту во проодноста не заостанува за западните етаблирани марки. Првично е понудена верзијата со мотор од 850 кубни сантиметри и 69 конјски сили со автоматски CVT менувач. Што се однесува до опременоста, сите неопходни елементи се присутни за непречено форсирање во дивината од заштитен кафез, хидраулични диск со пирачки на секое тркало, чекрк, метална заштита на подвозјето, а промотивен подарок е куфер кој е дел од дополнителната опрема. Обезбеден е сервис и гаранција во трајање од 2 години. Opel направи преседан во европската автомобилска индустрија воведувајќи безстепена трансмисија за хеджбек и караванската верзија на Astra. Досега овој тип менувачи беше присутен кај јапонските и американските модели и е широко применет кај хибридите и спортско-корисните возила. Тој е критикуван поради гласното работење при забрзување додека значајно ја зголемува штедливоста. Безстепениот менувач или попознат како континуирана варијабилна трансмисија влезе во понудата на Opel со цел да ги намали емисијата на штетни издувни гасови, во што досега е постигнато редуцирање од 21% во однос на претходната генерација. 5 од 7 понудени комбинации на погонски системи ја намалуваат магичната марка од 100 грама за емисии на CO2 на изминат километар. Има уште една причина за воведувањето на овој тип менувач. Автомобилите со мала тежина и моторите што произведуваат максимален вртежен момент од 230 до 300 Нм се најпогодни за безстепена трансмисија.
со 236 ньютон метри вртежен момент и вкупна тежина од 1350 килограми, изведбата на Астра со 1,4 литарски турбомотор со директно впрскување на горивото, како што тврдат од Опел, е идеална комбинација за ЦВТ менувач, бидејќи бележи потрошувачка од 5,1 литар во комбинирани услови на возење. Додека во Европа комбињата се комплицирана група на возила за продавање, од другата страна на Атлантикот нив купувачите ги бараат како алва. Тие се омилени возила на семејствата и оние што го исполнуваат слободното време со спортски активности. Еден од омилените модели на американците е Honda Odyssey, кој од неодамна ја лансира својата нова генерација. Во Соединетите Американски држави веќе започна продажбата на ова по категоризација мини комбе кое има место за 3 реда седишта и еден куп опрема, како безбедносна, така и онаа што ќе го направи престојот во кабината многу позабавен. Honda полага многу надежи на Odyssey, бидејќи е погоден за американскиот пазар. Во 10 годишниот животен циклус успеа да се продаде во 1,1 милиони примероци и интересот за него постојано расте. Иако не спаѓа во групата најефтини во понудата, сепак Honda Odyssey е во радарот на купувачите кои имаат потреби семејно да патуваат и тоа да биде позитивно искуство. Од надворешниот изглед рестилизирана е маската на ладилникот и браникот и ревидирани се предните светла. Во внатрешноста зголемени се функционалноста и луксузот. Вториот ред седишта може да се спуштат така да формираат рамна површина, а исто така можат и да се отстранат по потреба за да се зголеми товарниот простор. Од електронските остварувања од перспектива на безбедноста содржани се сите расположливи на пазарот од оние што ја наблюдуваат околината со цел да ги заштитат пешаците, па се до најнапредните системи за надгледување на безбедноста при возење на автопат. Honda нагласува дека за Odyssey има развиено неколку системи кои го олеснуваат надзорот на децата и комуникацијата во самата внатрешност. Со интегрирање на Cabin Watch наменет за надзор на децата е прв систем од таков вид во индустријата. Исто така за прв пат во Honda применети се системите Cabin Talk, кој може да се употреби симултано во иновативниот Cabin Watch. Можеби следново ќе звучи премногу американски, во Honda Odyssey има вградена правосмукалка која може да се нарача под шифрата Honda VAC. Odyssey се произведува и продава ексклузивно на пазарот во Соединетите Американски држави. Затоа и се произведува во фабриката во Линколн, Алабама, каде се произведуваат уште 4 модели за тој пазар. Моторот по архитектура V6 исто така се прави во Алабама, додека 10-степениот автоматски менувач доаѓа од сопствената фабрика во Џорџија. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Како ќе изгледа возилото на иднината? Ќе има предни светла кои личат на лавовски заби. Лавовски заби? А дали ќе лета? Не, тоа е смешно, ама ќе има 3D инструмент табла со сите потребни информации. Дали можеш да го нацрташ тоа возило? Јас не цртам толку добро, но може нешто како ова. Кога ќе ти кажа преубава е новата Шкода Октавија, насмевни се и кажи им благодарам. Шкода Октавија е безвременски дизајн, простор што ти дава сигурност, комфор и уживање, совршена хармонија на стил и практичност, а сега ја поврзуваш со радоста на целото семејство.
Новата Шкода Октавија, сега достапна со мобилити пакет од 235 евра Порше лизинг рата. Прва регистрација, каско за првата година, 5% каматна ставка. Новата Октавија, совршен баланс. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Уште кога беше представена како модел, беше повеќе од јасно дека амбициите на Порше не се само да имаат комфорен автомобил со изглед на купе и перформанси еквивалентни на имиджот кого го гради од основањето. Панамера требаше да задоволи широк спектар кого со новата генерација уште повеќе го зголемува. Комбинацијата на комфор на ексклузивната лимузина со перформанси на спортско купе сега е доведена на уште повисоко ниво. Иако до последен момент се криеа визуелните измени, повеќе од јасно беше дека тие ќе се движат во смер на благо затегнување и освежување. Иако во преден план се ставени перформансите, се истакнуваат светлосните групи. Фаровите добија поостра линија, додека задната група е поврзана со светлосната линија која се протега и преку поклопецот на багажникот. Моделот Панамера, како допринос на дефиницијата дека е спортска лимузина, ќе може да се нарача како спорт туризмо или екзекутив верзија која има продолжено меѓуоскено растојание. За адреналинските зависници наменета изведбата Панамера Турбо, која мобилизира од 4-литарскиот мотор 630 коњи и 820 Нм, сила да скокне од стоење до стотка за 3,1 секунда и вртежен момент доволен да го откорне асфалтот. Во однос на претходната генерација, тоа е зголемување на силата за 80 коњи и 50 Нм вртежен момент. Развиен во центарот во Вајсах и изработен во Цуфенхаузен, веќе познатиот мотор по конструкција е V8, а стероидите доаѓаат од битурбополначи доволни да ја забрзаат каросеријата до 315 км на час. Панамера Турбо веќе се докажа на зелениот пекол, каде возачот Ларс Керн постигна време од 7 минути 29 секунди и 81 стотинка на 20,832 км долгата патека, што е официјален рекорд во класата на луксузни возила. Втората по моќност е изведбата Панамера GTS, која има V8 атмосферски мотор, чии 480 коњи бројат 20 повеќе од претходникот. Најинтересни за најголемиот број купувачи, па и на оние од Македонија, се изведбите Панамера и Панамера 4, кои се наоружени со познатиот 2,9 литрен V6 битурбо, кој не е доработуван и ги задржа манирите со 330 коњи и 450 Нм. Каросеријата и системите за контрола се усмерени кон спортските карактеристики, но воедно го нагласуваат комфорот. За да се држи под надзор силата и контролата на секоја изведба, посебно додадени се 3 елементи кои функционираат како еден. Пневматска суспензија делува безпрекорно со Porsche Adaptive Suspension Management и Porsche Dynamic Chassis Control Sport, во кого е вклучен Porsche Torque Vectoring Plus системот. Ова тројство е дотерано да даде оптимални перформанси во секоја изведба без оглед колку е силен моторот.
За оваа пригода вградена е нова генерација на контрола на управувањето и нов тип пневматици. Оние што се еколошки ориентирани сакаат перформанси од кои се леди крвта во жилите, а воедно сакаат да бидат ослободени од плаќање на дополнително оданечување, кое порано се нарекуваше акциза. Тогаш ќе бидат заинтересирани за Panamera 4 SE хибрид, која е плагин хибрид. Батеријата од 17,9 киловат-часови овозможува да се поминат 54 км на струја. Комбинацијата на 136 коњи силниот електричен мотор интегриран со 8-степениот менувач со двојна спојка и за оваа прилика на 440 коњи засилен 2,9 литрениот V6 генерираат заеднички 560 коњи со 750 Нм. Овие показатели овозможуваат перформанси многу блиски на верзијата Panamera Turbo. Со стандардниот Sport Chrono пакет, спринтот до стотка се совладува за 3,7 секунди и достига максимална брзина од 298 км на час. Дигиталната конективност и системите кои му помагаат на возачот се бројни, а се издвојуваат Porsche Communication Management, на кого му се додадени дигитални функции и услуги како подобрените гласовни команди, радарот подобро ги најавува знаците покрај патот и евентуалните опасности и многу други безбедносни системи во кои се вбројуваат автоматското задржување во лентата на движење, ноќна визија и уште многу ситници кои живот значат. Новата Porsche Panamera е веќе достапна за нарачки, а цените во Германија започнуваат од 91.350 евра за верзијата со најслабиот мотор и погон на задните тркала, до 179.800 евра за Panamera Turbo со погон на сите тркала. Во редовите на Citroen, летото господово 2020 ќе се помни по две работи. Првата е електрификацијата во која длабоко сгазна преку интересниот концепт AMI и доставниот джампер и враќањето кон хеджбек каросериите. Новиот C4 е носител на двата елементи на изненадување. Сосема логичен потек беше новиот модел да ја понесе електричната понуда која во рамките на групацијата PSA се шири како шумски пожар. Тој е петиот модел на двојниот шеврон кој ќе биде задвижуван на струја и го фаќа приклучокот со C5 Aircross хибрид, AMI, E-Jumpy и E-Space Tourer. Иако акцентот е ставен на електричната верзија, во понудата на новиот C4 присутни се бензински и дизел мотори. Сепак да почнеме од почеток, а тоа е враќање на хеджбек каросеријата која барем кај оваа марка беше некое време ставена под тепих. Лани во Европа овој сегмент забележа продажба од 1,7 милиони возила, што е за 11% од севкупниот пазар. Не смее да се игнорира првиот C4 лансиран далечната 1928 година. Сепак конкуренцијата е немилосрдна, па многу простор за опуштање нема. Со покачено и ненаметливо држење, дизајнот ги комбинира елеганцијата и динамичноста на хеджбекот, додека суптилно прифаќа одредени стандарди што важат за спортско корисните возила кои го интензивираат карактерот. А кога сме кај карактерот, тој се одликува во внатрешноста каде се наметнува високотехнолошки интериер зачинет со традиционална удобност и модерност. Тој може да се индивидуализира и конфигурира со 31 комбинација надвор и 6 амбиенти во внатрешноста. Новиот C4 не е само по вкус на естетите, туку и за оние кои полагаат на моторизацијата. Во тоа се гледа уште едниот аспект на комфорот, бидејќи може да се бира помеѓу три типа на ефикасни и перформансни двигатели.
За оние што може да си го дозволат, наменета е целосно електричната EC4 верзија, која има мотор со сила од 136 коњи, се напојува од батерии со вкупен капацитет од 50 киловат-часови, доволни за погонување во должина од 350 километри. И на полнеч од 120 киловат-часа може да се наполнат батериите до 80% од капацитетот за 40 минути. На ова се приклучува новата генерација Euro 6D бензинци со распон од силата од 100 до 155 коњи или дизели од 100 до 130 коњи. Сепак во духот на Citroen акцентот секогаш е на комфорот кој е проткаен во сите аспекти со цел времето поминато во C4 да биде удобно. Тоа најдобро се покажува токму во електричната верзија која има подпирање со прогресивна хидроулика, комфорни седишта кои го потполнуваат големиот внатрешен простор кога го заокружуваат умните решенија за одложување на предмети, просторот за колената кој е најдобар во класата, како и светлоста која продира во внатрешноста преку панорамскиот стаклен покрив кој може да се отвора. Комфорот при користењето се зголемува преку 20 технологии за асистенција при возењето и 6 технологии за поврзување. Познато е дека новиот C4 треба да ја доживее македонската премиера кон крајот на ноември, а по неа ќе бидат познати и цените и дали електричната верзија ќе биде понудена. Малку модели во светот на четирите тркала може да ги сметаме за исконски, може да ги наредите на прстите на едната рака. Еден од нив секако е Land Rover Defender, модел кој повеќе од 5 децении владее на деспаќата на целата планета. Денеска го имаме токму новиот Defender на тест. Тоа е едно моќно здание кое има коцкаста форма и моќен 4-цилиндерски битурбодизел мотор од хаубата кој развива 240 конски сили. Денеска се наоѓаме на 50 на километри од Скопје, но гледате дека сме во прекрасна природа, а во неа може да стигнете само доколку имате теренско возило. Самиот дизајн подсетува дека Defender е посветен да господари со сите сценарија на возење. Новиот младешки дизајн кој се приметува на него е повеќе од атрактивен, но сепак задржана е формата на коцка која владее и со претходната генерација. Па да почнеме од задниот дел. Мојот снимател ми даде замерка дека е испрљана целата каросерија, но Defender е можеби еден од ретките модели во светот кој подеднакво изгледа прљаво и чист. Задната врата се отвора во смер како што треба да се отвори еден теренец. Тој крие голем багажен простор, а во целиот интериер на Defenderот се работи само за практичност. Тука доле имаме уште две седишта. Овој модел е 7 сет, но сега нема ние да ги вадиме, бидејќи немаме потреба од нив. Огромниот Defender најавува многу простор во внатрешноста, но за да влезете во внатрешноста треба да се испентарите во неа. Затоа ја имате и оваа рачка која ви ја овозможува пристапноста во интериерот. Како што гледате овде, се чувствувам како да седам во нечија дневна соба. Навистина има огромен простор и удобност. Може тројца слободно да седат на задната клупа, а чувството на просторност го интензивира и панорамскиот сончев покрив кој дозволува да продира светлото во внатрешноста. Но од стариот дизајн на Defender задржани се
и овие прозорци кои дозволуваат да има уште повеќе светлост во внатрешноста. Дека ова не е само работен конј како неговиот претходник, кажуваат и многуте модерни додатоци. Например, за задната клупа имате да ја контролирате потенцијалот на клима уредот, но има и полначи USB конектори. Тука има два, како и приклучаци за полнење. Но тоа не е се. Погледнете и на задните седишта имате 5 волтни приклучаци за полнење на, да кажеме, таблет или мобилен телефон. Навидом дизајнот на внатрешноста е инфантилен, но ако погледнете подобро, насекаде околу е високата технологија и функционалноста. Возачот скоро сите команди на автомобилот може да ги исполнува, односно да ги манипулира преку воланот, а на централниот дисплеј кој е сместен високо на централната конзола се испишуваат сите оние функции на инфотејмент системот. Се е на допат на раката. Па дури и модусите на возење кои многу лесно можете да ги контролирате, па дури и во самото движење на возилото. Но погледнете, и овде имаме многу полначи за мобилен телефон, но и таблети, но важно е да се спомене дека имаме и индукцијски начин на полнење на мобилните телефони. Оставата во средината на централниот гребен е огромна. Ваква големина на пакетче ја собира, дури внатре може да ставите и неколку, а доколку имате од вашите омилени чоколади, не берете гајле дека на високите температури ќе ви се истопат, бидејќи имате и ладење на ладицата, која е всушност и подпирач за рака. Возните својства на Defender се супериорни. Пред се, тој е направен да служи на асфалтот, но повеќе да пружи во него. Тој располага со дури 7 електронски програми кои ја надгледуваат и контролираат механиката, која е направена да издржи секакви оптоварувања. Па дури поради пневматското подпирање можете да ја бирате и висината на растојанието на најдолната точка на каросеријата од подлогата. Тоа ви дава една огромна автономија на вака тежок пат, да не кажам на офроуд. Нашата поента не е да ја донесеме оваа каросерија, овој нов Defender до крајните негови можности и оптоварувања. Напротив, нас ни беше поентата да го истестираме како се однесува на офроуд и каква слобода може да му пружи на возачот во осознавање и форсирање на непознати терени и патишта. А таа, морам да кажам дека е извонредно голема. Јас се чувствувам удобно и заштитено во огромната кабина која е димензионирана да прими дури 7 патници. Defender од втората генерација нуди едно сосема ново чувство. Неговиот претходник цели 5,5 децении беше работен конј, но новиот Defender не е само работен конј, туку е и параден конј. Со него можете да се појавите и на опера, а и на планинарски дом. Едноставно, секоја сценарио му прилега.
Цената на тестираниот модел е повеќе од 103.000 евра. Па, многу е известно дека токму овој модел ќе биде повеќе мета на оние кои сакаат премиум возила, а мислам дека и со неговите можности, но и комотност ќе му ги помрси есапите и на Mercedes G-класа Geländewagen, кој е многу популарно помеѓу тајкуните. Предноста на Land Rover Defender во однос на другите теренски возила е во прилагодливата технологија која е вградена во него. Пред малку ги споменав 7-те електронски модуси на контрола на возењето, а тие не се однесуваат само на адаптирањето на височината и на амортизацијата. Тука доаѓа во предвид уште повеќе елементи кои имаат поголема корелација со возилото. Например, во зависност од кој модус на возење сте го избрале, имате и различна кореспонденција на управувачот. Па, доколку ги изберете типично офроудските пресети на однесување, тогаш движењето на управувачот е многу поголемо, што ви дава многу подобро чувство на теренот. Можеби со кратката верзија која треба да дојде во следните месеци, ќе се зголемат офроуд способностите на Defender, бидејќи поради краткото меѓуоскено растојание ќе има поголема проводност на терен. Лошиот пат не е никаков предизвик за ова возило, ниту пак разните подлоги со кои се сретнавме како што видов. Доколку би имал толку многу пари и буџет да потрошам за возило кое би ми ги задоволило сите мои потреби, тогаш секако дека би се одлучил за овој Defender. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Нешто подолгиот тест од планираното и од вообичаеното се случи поради нашата воодушевеност од можностите кои ни ги пружи новиот Defender. Следната средба е за 7 дена. Искрена поздрав и останете во добро расположение и здравје до тогаш. Пријатно.